Добар ден, драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на 4 сезони. Јас сум Дејан Христовски, водител и автор на ова шоу. Денеска имам да кажам само една работа. Христос се роди, навистина се роди. Голем празник Божик, а за божикното издание имам многу интересно јадење. Печен свински врат и млечен ролат. Почнуваме веднаш. Мојата секогаш полна месара со свежи парчиња месо. На денешното мени имаме парче убаво свински врат. Едноставно месо кое е идеално за печење, затоа што е мешано. Има и маснотија, има и мефци. Ако го испечеме онака како што треба, а токму тоа денес ќе го видите, свинскиот врат ќе стане дел од вашето неделно мени. Верувајте ми, затоа што е идеално парче месо кога е свежо. А кога станува збор за свежо месо, Гурмат мес Атанасовски во населба Аеродром кај пазарчето. Секогаш полно со квалитетно и свежо месо. Посетете го, купете и никогаш нема да зажалите. Гледајте ме затоа што веднаш почнувам да го спремам ова преубаво парче свински врат. Велат дека за Божик се мрси. Тоа е знак дека постот завршил и дека почнува изобилието. Лебот, месото и виното не се за софра, туку за благослов. Не е важно колку имаме на масата, важно е сите заедно да се собереме и вистински да уживаме и да го прославиме раѓањето на Исус Христос. Денеска, драги мои, за божикното мени ќе спремам на убаво цело парче свински врат кој ќе го испечам. Ќе направам и неколку додатоци како гарнири, неколку салати, а ќе направам и еден ролат, млечен ролат со сирење, со крем сирење и многу додатоци. Меѓутоа, секогаш почнуваме од она за кое што ни е потребно најмногу време, а денешното парче свински врат ќе треба да го печеме негде околу 2 часа. Имаме и мала припрема, а сега ќе ви покажам што се треба да направиме, да го спремиме, да го ставиме да се пече, да го навиеме алармот на шпоретот и буквално да уживаме во денешниот ден, кој е навистина многу голем за нас. Ајде да почнам да спремам. Месото, цело парче, ќе појдете во Гурмат мес, ќе го побарате најубавото парче свински врат и секако ќе го добиете. Ќе го извадите и ќе го посолите. Ајде да почнеме веднаш. Земете хартија за печење, едно убаво парче. Свинскиот врат, ставете го на него. И прво што треба да направиме? Ќе го зачиниме со сол. Ставете убаво сол, затоа што ако не е солено нема да биде ни вкусно свинското месо. Многу едноставно, 20 грама сол на 1 килограм месо. Убаво од двете страни. Јас веќе тоа го правам и од прилика, пошто знам колку треба, не еднашка сум зачинувал нели месо. Така да, мене ми е многу едноставно, а вие ако не можете да процените колку се тоа 20 грама на 1 килограм, измерете го на вашата кујнска вага. Многу едноставно. Така, сега да земам уште и црвен пипер. Убаво ќе го измасираме, а откако ќе го измасираме, ќе додадеме свинска маст. Соберете го целиот зачин од пергамент хартијата. Ете така. Сега, со едно мало ноже ќе направиме мала дупка во месото и ставете внатре чешне, лук, исечено на половина и тоа на неколку места. Ете така. Стиснете го убаво во месото. И сега, со помош на машта, ќе го размачкам, да е вака целото месо. Што убаво. Сега, ќе го завиткам, ќе додадам и малце зачин, малце рузмарин и малку мајчина душичка. Месото убаво ќе го завиткам. Ете така. И сега ќе земам алуминиумска фолија
ќе го завиткам месото неколку пати. Ево, месото е спремно како бомбонче. Сега ќе го ставам во длабоко тавче, ќе го покријам и веднаш ќе го ставам да се пече. Како што спомнав, 90 минути на 165 целзиусови степени, а потоа ќе ја извадиме фолијата и пергамент хартијата и така отворено ќе го подпечеме уште 30 на минути, меѓутоа ќе ја појачаме и температурата нормално. Месото го ставив да се пече, полека и тивко. Едноставно, сега ќе го заборавам 90 минути, а за тоа време ќе ви покажам како да направите млечен, убав ролат со зеленчук, со маслинки, со печурки и така натаму. Прво, во миксерот ќе додадам путер и ќе го пуштам добро да го изврти. На тивко, не мора да брза, додека путерот убаво го соединиме и убаво се растопи за да можам да ги додадам другите состојки, ќе сецкам од печеницата, ситно ќе ја исецкам за да има насекаде во ролатот. Ова е многу интересен млечен ролат, затоа што откако ќе го направите и откако добро ќе го стегнете, можете да го комбинирате како ладно пред јадење. Меѓутоа, за божикниот ручек сакам да биде цело на маса. Ќе го украсам, ќе го дотерам и едноставно ќе биде супер. Во путерот ќе додадеме малку кајмак, крем сирење и повторно ќе го пуштам миксерот добро да изврти. Одлично. И сега ќе го додадеме сирењето. Грикос, сирење, идеално за овој ролат. Ќе го пуштам полека да си врти за да се соедини смесата, а за тоа време јас ќе ги исецкам и пиперките кои треба да бидат на мали коцки. Сол овој пат во ролатот нема да додаваме затоа што скоро сите состојки кои се главни, вклучувајќи го нели и пармезанот, се солени и нема потреба од никаков зачин како додаток, затоа што убаво е кога ќе го јадеме овој ролат да може да осетиме се што сме ставиле во него. Одлично. Единствено нешто што ќе додадам како друг вкус е лукчето. Затоа што идеално ќе одговара со вкусот на сирењата и на сите млечни производи овој пат, вклучувајќи ги и маслинките, и печурките, па и брусницата. Лукчето многу ситно ќе го исецкаме и работиме постап. Ќе го додадеме и повторно ќе го уклучам добро да го соедини. Сега ќе го земеме садот и сите овие додатоци ќе ги ставиме и постепено ќе мешаме за добро да се соединат. Смесата со млечните производи и сирењето, нели, е одлично соединета. Сега само ни треба трпение. А од кога све ќе соединиме, ќе земеме најлонска фолија, ќе го ставиме мастрафот внатре и ќе го завиткаме убаво како ролат и ќе го оставиме 2 часа во фрижидер добро да се стегне. Отлично. Печурките нека бидат саламурени и сецкајте ги на скоро еднакви парчиња. Маслинките, тие што се со семки, извадете ги семките и сечете ги на половина. Теа другите оставете ги цели. Сега ќе ја додадам и пиперката.
И сето ова добро ќе го измешам. Одлично. Сега ќе исецкам и Макдонос. Макдоносот многу ситно ќе го исецкаме. Одлично. Ќе го додадеме во целата смеса и ќе измешаме добро. Одлично. Земете сега смесата. Ставете убаво врз фолијата. Погледнете колку е убаво измешана, како нека убава крем салата. Можеме да ја искомбинираме ако ја служиме како ладно пред јадење со подпечена чијабата, со неколку убаво испечени оревчиња кои се многу крцкави и со неколку смокви од сладко, од оние зелените, од тоа убавото нашето традиционално. Затоа што благото идеално иде со соленото. Одлично. Сега, полека, ќе го свртиме и со прстите ќе го оформиме ролатот. Внимавајте, фолијата да не навлезе во внатрешниот дел, него нека остане во вака надвор да се гледа, затоа што кога ќе свиткаме, ќе остане внатре во ролатот и кога ќе сечеме, нема да биде баш интересно, нели? Сега вака свиткајте го и одлично мотајте и стискајте према средината за да добиеме подеднаква форма. Кога ќе го сервирате овој ролат, сите ќе бидат изненадени и воодушевени. Сега ќе земам алуминиумска фолија. Вака едно убаво парче. Ќе го ставиме. Тоа е тоа, драги мои. Сега, вака ролатот оди во фрижидер најмалце 2 часа за добро да се стегне. Путерот во него ќе помогне исто така, сирењето, крем сирењето, кајмакот. Идеално ќе се испадне на крај, ако го оставиме добро да се олади. Компир. Ниту еден божик не може да помине без печен компир. Јас избрав млади компири и што ќе направите? Прво, убаво ќе ги оставите во вода 10 на 15 минути, а потоа ќе ги исплакнете и ќе ги исечете на половина. Ставете ги во едно убаво тавче, редната уклучете на 200 степени и сега, за да го збогатиме и за да не биде обично класичен компир, морковче ќе исецкаме, меѓутоа на ситни крукчиња на тенки. Морковот ќе даде една убава блажина, меѓутоа и убав колорит. 2 морковчиња се сосема доволно за оваа количина на компир. Ќе додадеме 10 на чешниња лук и ситно сецкан кромит на тенки месечинки. За овој компир денеска ќе ни биде потребно половина литро вино, во кое ќе додадам половина литро вода и малце дафинка. Ќе додадам и свежи зачини, и тоа нив нема да ги сецкам. И сега, како што кажав, ова е половина литро вино. Ќе додадам вода. Ќе додадам 3 и уште малце лажички мали дафинка. Сето ова добро ќе го измешам. И ќе го додадам во компирот. Ќе додадам масло и путер. Компирот сака маснотија. Велат колку помасен, толку повкусен.
И сега сето ова ќе го измешам убаво и веднаш го ставам на печење. Уште сега убаво изгледа, а кога ќе се испече, има да биде за меракли и велат. Одлично, погледнете го, овој убав колорит. Навистина е божике. Што ни е потребно за салатата? Имаме една црвена пиперка, имаме кисела зелка. Киселата зелка, сега ќе ја исецкам, навистина многу ситно. Ќе ја ставам во еден сад, ќе ја зачинам со буковец, меѓутоа овој пат во нејзе ќе додадам магдонос, малку црвена пиперка многу ситно исецкана и кисели краставички. И полека не брзајте за тоа што денот не е за брзање, денот е за славење. Зелката, кисела, во текот на зимата, овде на Балканот, посебно кај нас во Македонија, е навистина почитувана. И навистина, кај нас е традиција зелката да се стави, да ферментира добро и да имаме во текот на целата зима. Колку луѓето овде кај нас јадат кисела зелка? Многу, затоа што, као што кажав, е многу здрава, а и многу вкусна. Да се напиете чашка ракија со убава салата од кисела зелка е навистина благослов. Во друг длабок сад ставете ги сите други состојки и на крај ќе го додадеме купусот или киселата зелка. Краставичките ќе ги сецкаме на тркалца. И намерно ќе ставам свежа црвена пиперка затоа што го има вкусот, за разлика од киселата, која не е толку богата со вкус затоа што ферментацијата ја го земала вкусот. Секако и нив многу ги почитувам. Меѓутоа, овој пат, само ради вкусот на пиперката, одлучив да ставам свежа. Искористете го, секој дел од пиперката и ништо немојте да фрлате. Ете така, ова ќе ми биде сосема доволно. И сега ситно ќе ја исецкам, за вкусот да го има насекаде. Ќе додадам масло. Ќе ја додадам зелката. И едно чешне лук, ситно исецкано. Буковец. Со малку додатоци, зелката ќе биде навистина многу повкусна. Ете така, одлично. Сега ќе ја покриеме со најлонска фолија и ќе оставам во фрижидер. Добро да се олади затоа што туршијата или зелката, сите тие зеленчуци кои се ферментирани, се убави кога се ладни, ама не многу ладни да бидат смрзнати. Значи, чувајте ги на 4, 5 или 6 целзиусови степени. Не е доволен вкусот кога нештото е многу ладно. Власец, рузмарин и копар, свежи зачини и едно чешне лук, свинска маст. Сето ова ќе го спојам заедно, ќе посолам, ќе ставам буковец и малку црвен пипер и ќе земам на крај чијабата, ќе ја исечам на парчиња од 1 сантиметар, добро ќе ја потпечам и ќе ја намачкам со оваа свинска мас, јадење со кое некогаш децата растеле играјќи надвор. И баш затоа одлучив да ја направам за овој Божик, затоа што кај многу од вас ќе предизвикам момент на радост, ќе се сетите на детството. Лук ќе ставете многу малце, колку да го има само шмекот. Ете така. Сосема доволно. Сега ќе ставам буковец, ќе ставам морска сол. Одлично. Ќе ја додадам маста и убаво ќе ја измешам.
Тоа е тоа, сега ќе покријам со најлонска фолија и ќе оставам на собна температура да биде мека кога ќе ја мачкам на лепчето. Вака. Ставете масло да се загрее, отлично. Оревчиња и сецкајте ситно. Еве ги оревчињата. Лукчето, обавезно. Црвена пиперка без лукче не иде никако. Целер ќе го исецкаме и него ќе го додадеме внатре за да го збогати вкусот. Ете така, макдоносот ќе го исецкаме и него. И на крај се ќе попарам со масло. Го измешам ова, ќе додадам сол и црн мерен пипер. Ајде сега пиперките. Ќе ги исецкаме на тенки ленти како што кажав. И сега попарете го со врело масло. Маслото загреете го, меѓутоа внимавајте да не се запали, пошто е опасна работа. Отлично. Лукчето се осети, пиперката се чувствува. И вака, драги мои, сме готови со припремата за денешниот божикен ручек. Божик, убав ден во кој сите треба да уживаме. Најдов еден многу интересен текст со кој сакам да одјавам оваа божикна емисија и вели вака: најважното верување кое не старее е ова. Божик не е колку имаш, туку колку можеш да споделиш. Не е колку гласно славиш, туку колку тивко простуваш. Затоа, нека ни е Божик со здравје, со мир во куќата и со срце што знае да се радува на малку. Христос се роди, навистина се роди. Ви посакувам многу здравје, среќа, мир и хармонија во вашите домови. Бидете живи и здрави. Божикната емисија денеска испадна супер. Свинскиот врат се топи во уста. Млечниот ролат исто така, за гарнирите видовте и сами. Едно имам да ви посакам. Имајте многу среќа, здравје, бидете добри, почитувајте се и сакајте ги луѓето околу вас, затоа што тоа е многу голема работа. Токму тоа го кажува и Исус. Имајте убава и пријатна вечер.